Добре дојдовте во нов Аснон. Минатата недела еврокомесарката за проширување Марта Кос даде изјава за МИА дека нема да има гаранции за нови условувања на нашиот пат кон ЕУ. Со ова, Марта Кос ја урна целокупната меѓународна надворешна политика на државата, што новата влада до сега ја водеше. Истата се базираше на три начела, кои се многу битни. Првата е барање гаранции, втората на игнорирање на политичките и народната волја на македонците изразени на двата референдума 2018 и 1991, и трета игнорирање на начелата на носење одлука во Европската Унија. Како што кажав и како што барањето гаранции е непознато во меѓународните односи, тоест Европската Унија, земјите членки на Европската Унија во никој случај не се овластени, ниту па практикуваат да даваат гаранции. И барање на гаранции од Европската Унија е апсолутно абсурдна политика, затоа што не само што никогаш не се издаваат, не можам да кажам никогаш, но не се издаваат, тие апсолутно не се практикуваат и институциите на Европската Унија тоа не го прават. Така да бараш нешто што не даваат е абсурдна надворешна политика. Но не е само тоа, како што кажав, со барањето на гаранции од земји членки на Европската Унија и од европските институции, владата го заобиколува круцијалниот начин на носење одлуки. А тоест, кога се работи за дигање на ветото кон нашиот пристап кон Европската Унија или носење одлука кој ќе биде дел од Европската Унија, кој ќе ги почне преговорите и така натаму, тоа лежи исклучително во Европскиот совет, каде што одлуката, политичките одлуки се носат со консензус од представниците на владите на членките на Европската Унија. Кога се носат како такви, ако една членка не се согласува со останатите 29, технички и е докажано дека другите не можат да ја разубедат таа членка да го промени мислењето. Тоа беше случај кога Грција ни стави вето кон преговорите на Европската Унија, и поред тоа што ги исполнивме сите услови, и никој друг не ја убеди Грција дека треба и може да го тргне ветото. Ова само покажува дека во Советот на министри, која носи политички одлуки со консензус, националните прашања се врвен приоритет кај државите членки. И они не секогаш ќе потклекнат и ќе преминат преку нивните национални интереси за да се достигне еден европски консензус. Сето ова владава го игнорира и бара нешто што Европскиот совет не може да испорача. Но не е само тоа. Со барањето на гаранции и водење една проевропска политика, владата прави една кардинална грешка која и оди против националните интереси на македонците, кои се искажени од референдумот во 8 септември 1991 и 30 септември 2018 година. А тој гласи: не во ЕУ под Северна Македонија. Никој од нас, македонците, не можам да кажам никој, но сепак огромна мнозинство, преку 85%, не се сложува ние да бидеме дел од Европската Унија под грдото име Северна. И тоа го потврдивме на двата референдума. Сето ова е игнорирано од владата и они водат политика кои не се совпаѓаат со нашите интереси, него водат една политика на понижување и подценување на македонскиот народ. Но не е само оваа влада тоа да го прави. Ако гледаме
и минатата влада тоа исто го правеше, постигна понижувачки договор со Грција, преспанскиот договор, и Бугарија, со бугарскиот договор, и се обиде без да има широк политички консензус да издействува смена на уставот и да ги внесе бугарите, ветувајќи дека нема да има нови вета кон нашиот пат кон Европската Унија. Во исто време кога Марта Кост го кажа тоа што кажа дека нема да има гаранции за нашиот пат во ЕУ, се огласи бугарскиот министер кој кажа дека апсолутно дека можно е да има нови условувања и дека внесувањето на бугарите во уставот не е единствен услов, него исполнувањето на условите содржани во протоколите 1 и 2 од францускиот предлог исто така ќе бидат ставени на маса. Со ова се потврди и се докажа дека дека нашите политички елити и позицијата и опозицијата која се на власт сега и беа на власт водат антимакедонска политика против нашите интереси искажани на референдумот. И од тука се поставува како ние ќе градиме државата кога нашите политички елити водат антимакедонска политика. Но фасно се залага за принципиелно и доследно следење на политичката волја на македонската нација, со тоа што ќе се почитуваат неговата слободноумна изразена волја на референдумот во 2018 и 1991 година. Тоа е основа на нашето постоење и секоја друга политика е антимакедонска против нашата политичка волја и затоа сме заглавени во патот кон ЕУ, затоа што сме понижени и во потчинета состојба во однос на соседите. Апропо на тоа, потребно е паралелно на наоѓање на нови економски решенија кои ќе го зголемат економскиот раст на нашава држава, имајќи во предвид дека погрешната економска европска политика ја донесе Европа на колена и веќе трета година оваа година Европа ќе има нула раст, а извозот на наши производи кон Европа исто така бележи пад, само минатата година тој пад беше преку 5%. На основа на тоа сметаме дека барање алтернативни решенија се клjuč за нашиот развој, а едно од тоа е за склучување на договор за слободна трговија со Република Кина. Според статистичките податоци, лани увозот од Кина беше $1,77 милиони евра, од кои поголемиот дел беа производи за широка потрошувачка, производи кои ние сите ги користиме во секојдневието. Дали се тоа нож, вилјушка, порцелан, плочки, градежни материјали или па апарати за домаќинство, нема тоа никаква врска. Битно е дека поголемиот дел од производите што ги користиме од Република Кина, ги користиме за широка потрошувачка и секој од нас ќе има бенефит со подпишување на договор за слободна трговија, затоа што царините што ќе доваѓаат за кинеските производи што ние ги користиме ќе паднат, а со тоа ќе паднат и цените на истите производи и секој од нас ќе има бенефит. И оваа политика е многу поефикасна економска политика него например на неуспешната или па лимитирано успешната политика на замрзнување на цените и лимитирање за трговските маржи, која, за жал, сегашната владина политика ја одржува. Тоа е нашиот став, следење на политичката волја на македонците, како и отварање на нови економски и трговски хоризонти, а Кина е главниот таргет во тој контекст. Јас ви благодарам за вашата поддршка и ви пожелувам се најдобро.